Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, утринско еспресо на добро познатата фреквенција 98,1. Поздрав до сите кои не слушате, но и поздрав до сите кои не гледате во живо на нашиот Facebook профил или отпосле на нашиот YouTube канал. 22.11. Значен ден во мојот живот, роден ден е на жена ми. И ово утро анализираме со Агим Јонус. Добро утро, Агим. Добро утро. Не за роден денот, туку за политика. Не за роден денот, да ти е жива и здрава жена ти, да ти јаде душата долги години. Да те трпи. Добро утро, македонски народ е душо напатена, 5 векови турско и по некоја година каурско и така. Агим, ќе продискутираме на повеќе теми. Прво, значајно важно за жителите на Скопје, денеска се очекува да се нормализира јавниот превоз во главниот град, откако 2 дена имаше Скопје суштински проблеми со тоа што практично не функционираше јавниот превоз затоа што ЈСП немаше платено за гориво, верували или не. Агим, ја решението за град Скопје одамна го имам дадено. Решението не е во рацете ниту на граѓаните, ниту на партиите, ниту на собранието, ниту на Советот на град Скопје. Решението може да го даде само доктор Голуб од Бардовци. Треба да собере една личност која очигледно во изминатите 4 години е таму и во изминатите 4 години не води никаква грижа за градот, туку се шета во Бразил и се расправа со сите постоечки. Таа личност е таму по вина на ВМРО ДПМН, кој во моментов ја спасува ситуацијата. Да. Значи во овој момент за профункционирањето на градскиот сообраќај треба му се запали свеќе на Христијан Мицковски. Да. Владата улета со решение, но да се разбереме, Даниела Арсовска да не биде сега, пошто мене ме обвинуваат, ти секој ден ВМРО го поддржуваш. Не е за поддржав, факти се. Така, ама факти се тоа. Таа е таму поради ВМРО ДПМН и е вина на ВМРО ДПМН. За волја на вистината прво со нив се скара. Види, за волја на вистина, пази да се разбереме, Арсовска, мене лично како граѓанин, зборувам како граѓанин. Ниту како политички аналитичар, ниту како овој, како оној, најобичен граѓанин од улица. Даниела Арсовска е срамот на Скопје како градоначалник. Не навлегувам во други елементи, не навлегувам во други нешто зошто така размислувам, меѓутоа Арсовска е една голема брука за градот. Ке рече некој, ама добро, не е лесно, да. Ниједна функција од таков карактер не е лесна, меѓутоа ти имаш нешта кои што сепак треба да ги инструментализираш, да нештота функционираат во градот или барем народ да гледа дека нешто правиш. Незиниот инат со ВМРО, незината приватна војна со ВМРО не е должна народот да го трпи. Тоа е таков транспарентен комплекс. Тоа е невидено нешто. So what? Она вика, исто така вика, so what, и ја го правам тоа што сметам дека е исправно. Абе, осети тоа што сметаш дека е исправно за тебе, ти не си Скопје. Ти си тамо ставена да се грижиш за народот, за функционирањето на градот и за да нештата бидат на своје место. Види. Даниела Арсовска, приватно, апсолутен респект. Како градоначелник, ти си еден голем срам. Еве сега, Даниела Арсовска е доказ за еден огромен дефект во нашиот политички систем. Именно да е она само. Дефектот, не, ова е формално правен дефект, системски дефект. Зошто? Затоа што во Македонија не постои институт од повикување на градоначалник согласно законите. Значи, ако сте вие председател, има начин како да ве отповика. Кој да отповика? Сите оние што клиентелистички се запослени внатре? Ама не. Народот треба да може да кој народ? Народот е овца. Извини, народов не може да го тепаш толку, има друга фраза, ама ајде. Не може да го тепаш толку колку што тој може да издржи. Не. Значи, доколку сте вие председател, има начин како да бидете разрешени. Доколку сте премиер, има начин, у собрание ќе се соберат и ќе изгласаат недоверба на владата и вие веќе нема да бидете премиер. Но ако сте градоначалник на општина или на град, еден град имаме во Македонија, нели колку таму 50 општини,
тогаш не постои начин како вас да ве отповикаат. Системски. Не може ни со референдум, не може ни во совет, нигде. Вие сте суверен. Значи, само монархот и градоначалникот никој не може да ги отповика. Тоа е проблем. Тоа е сериозен проблем. Тоа е проблем Тоа е за системот. сериозен проблем на кој што мора да се поработи. Се слагам. Овде треба законско решение да најде. Дали ќе биде референдум, дали ќе биде совет, дали ќе биде било што. Треба да постои начин да се најде не само Данела, било кој градоначалник во државата да може да биде отповикан. Апсолутно се согласувам со тоа и тоа е двонасочна улица. Оноку колку што градоначалникот може да биде ефикасен или не ефикасен, толку мора да постои механизам кој што граѓаните ќе ги подигне да поттикнат отповикување на градоначалник. Кај нас луѓе попрво ќе ги изводиш на улица за банални работи, отколку за работи од Верувам, ако има сега референдум во Скопје за отповик на Данела Кој да го организира референдумот? Со не знам колку, со 10.000 потписи да се соберат. Кој ќе го направи, тоа ќе ги сечат ногите у старт? Не знам, ја мислам Немаш, дека пази, може. не е само за До Барсовска. тогаш, до наредните избори, судбината на граѓаните останува во раците на доктор Голуб од Бардовци, кој треба да ја собере и да биде спречена да ја обава функцијата и... Да, меѓутоа повторувам, ние немаме механизам по кој што граѓаните може се самоорганизираат. Ние имаме граѓанство кое е толку веќе аморфно, што не постои ниту една иницијатива од таков карактер кој што би собрал сериозна бројка на граѓански активисти, обични граѓани, минувачи и така натаму, кои ќе подигнат глас и ќе речат: не, ние сакаме поубаво секојдневие, сакаме се тргне градоначалникот. Нема. Све е тоа отишло у 3 пи материне. Толку. Кога сме кај другите информации од ово утро, вчера судот, Хашкиот трибунал практично, Меѓународниот суд на правдата, издаде налог за апсење на Бенџамин Нетањаху, премиерот на Израел, поради геноцид, во исто време и за лидерите на Хамас. Значи, немаше дискриминација и за едната и за другата страна, доколку било кој од нив стапне на територија на држава која има подпишано договор со Хашкиот трибунал, вклучително и Македонија, таа држава би требало да го уапси. Ово утро британската влада се огласи дека ја почитува оваа одлука и дека доколку Нетањаху стапне на територија на Обединетото кралство, таму ќе биде апсен. Истото важи и за Германија, истото важи за Франција, истото важи за најголем дел од земите членки на Европската Ако унија. сакаат они да го апсат Нетањаху, они има да го апсат усред Тел Авив. Така да и тоа се некои политички игри. По моје мислење, не може туку така. Пази, евреите го држат светот. Ти туку така да брцаш на тој еден ционистички филм, да ти сакаш да го апсиш тој што го води Израел и вели ова го правам во име на еврејскиот народ, а евреите го држат светот. Тоа се све геофинти Г16. Нема да се согласам со тебе дека евреите го држат светот, постојат многу богати евреи. Кој го држи? Војна ми грозна, многу па они го држат. сиромашни евреи. Јас она што наивно е да се мисли дека евреите не го држат светот. Јас она во што не би се согласил во исто време е дека да, има многу прво Бенџамин Нетањаху не е представник на целиот еврејски народ на светот. Тоа е прво, а второ, во голем дел од Израел од граѓаните на Израел тој не ни ужива поддршка. Израел е демократска каде се земја. реакциите? Па има Каде реакции. се враќаме на оној преска со Има реакции, градот имаше Скопје? огромни протести против него, но тоа на страна. Оно што е важно е дека таму на вистина се случи геноцид. 5000 деца беа убиени од страна на израелската армија. Јас сум огромен поддржувач на државата Израел и нејзиното постоење. Не сум луд теоретичар на заговор да бидам против Израел, но не сум исто така луд да поддржам убивање на деца. Токму затоа сметам дека за животот да значи исто и во Босна, и во Македонија, и во Европа и било каде, и во Африка и сегде, секој кој
спровел системско уништување на еден народ, секој кој направил злосторство против човештвото треба да одговара. Дали бил Нетањаху, дали бил Али Ахмети, дали бил Јохан Тарчуловски, мене ми е сеедно. Добро, зашто требаше да се чека да бројката биде 5000 деца? Тоа е прашањето Едно дете, ако е убиено, се рипа, а камо ли 5000? Значи некој, зошто се дозволи да се дојде до таа бројка и зошто се чекаше до сега? Зошто до сега сите калкулации на Обединетите нации, на Хашкиот трибунал, на овој, на оној, чекаат толку време? Што мислеа они со тоа? И кој е тој што ќе ме убеди мене дека тоа лобирање меѓу еврејско, внатре еврејско, па за да се разбереме, апсолутен респект и почит кон еврејскиот народ, меѓу кои имам прекрасни пријатели. Значи, зборуваме за државата Израел, не зборуваме за еврејскиот народ. Значи, државата Израел, политиката која ја води она, со достигнување на бројка, не сметаме, не рачунаме војни цели, вооружени милитантни групи и така натаму, зборуваме за деца. За деца, дечиња, невини ангели. Зошто се чекаше да се дојде до бројката 5000? Еве, нека ми одговори некој. Еве, имаме Јонус, честитки за денот на албанската писменост и литература. Фалемендерет шум, Јуреја да му е јуве, еде фалемендерет. Во превод ви благодарам и ја ви честитам. И така шо, мене ли ме најде од Сабајле за Дупечка? Од Методија Ангеловски, па добро се, ако е денес ден на албанската писменост, еве и јас да им честитам на сите сограѓани албанци кои не слушаат, има во еден завиден број. Се надевам дека албанската писменост ќе стигне и до Мала Речица. Ај сега, немој... Малку оди бавно овој процес. Немој сега у наше мало сика, немој да кењаш од Дупачка, не ти требаше, не разбираш. Така да немој сега јако Апасиев да те рипнам тука 2 глави, 3 бокса па да видиш. Ајде, продолжи. Добро, се шегувам нормално. На сметка на тие од Дуи, во Дуи има многу писмени луѓе, например Фатмир Бецими, еден од најписмените економисти во Македонија, може лепото тоа да моја, му албанците признам. има двојца Нобеловци за разлика од вас македонците. Ние На тоа сика Трт Милојко, знаеш. па сега добро. Што сега добро ти мене Мала Речица, браво. Мислам, па не, ми сме писмени од вас мало. Има двајца Нобеловци, Има ама ни еден не е од Мала Речица. Дале, како несвесно ме испровоцира. Абе, море Леви Штраус, слушај сега. Ти прво албанската азбука е постара од македонската. Добро бе, латиница е, шо е постара? Молим, лепо, што Како е постара бе, Кирил и Методи, Климент и Наум, од кога се? Како постара? Ало бе, мене ли ме најде бе, слушај бе, дете лепо. Ти имаш македонски јазик заснуван на словенската писменост, така ти? Ама од тука доаѓа. Од тука доаѓа, па од кај доаѓа латиницата? Кога постоела латиницата, првите елементи на латиницата, ово овде све е било не само неписмено, било е још на грани. Така да нема и тие работи, кој ќе почне некој да подјебава. Например, еден од тие Нобеловците, колку што знаме, потекло од Македонија. Или види да не сум друга сова. А двојцата се од Македонија. Па тие ние си ги сметаме као наше богатство, да. Па зашо ги подјебаваш онда? Ја овие од Мала Речица само ги не се сите албанци од Мала Речица. Што подразбираш под феноменот Мала Речица? Што подразбираш под тој феномен? Зошто го употребуваш тој збор Мала Речица? Па таму во Мала Речица сум бил, ја има еден убав штаб, така? Дента кога се отвараше првиот универзитет во Мала Речица, истиот ден, свеченото отварање. Не тој бе, ја бев присутен таму, не, знам што сакам да кажам. И тука имаше огромен инцидент. Рипна една талпа, се создаде еден хаос, едно стампедо и имаше загинат човек. Универзитетот во Мала Речица, со кој ти се заебаваш, е платен со крв. Јас со Дуи се зафркавам. Пеки, ама кажи така, нема Мала Речица. Јас со Дуи се зафркавам. Мала Речица и Дуи се два различни појма. Па сега добро. Мала Речица која зборуваш за...
извини, ви се извинувам на Феномен. сите албанци А од Дуи- Македонија, што Дуи за си е мене Дуи, мала речица е символ за Дуи, а не за универзитетот. сега се исправи. Добро. Така разговарај. Да му се Значи, обраќа на цел не. албански народ. Така. Инаку, во однос на универзитетот, тоа е една од, јас јавно ќе кажам, без никаква предрасуда, инцидентите поврзани со универзитетот во Мала Речица се еден врвен македонски примитивизам. Затоа што на една етничка група да не ја дозволиш да се образува на својот мајчин јазик, да твори на својот мајчин јазик, е политика на примитивци. Е политика од која македонскиот народ, да речеме, во Грција има пострадано. Е политика од која македонскиот народ во Бугарија, ако сакате, има пострадано. И сега пази, лицемерието на историјата е дека ние во 90-тите сме се дрзнале да го правиме она што ни го правеле нас. И тоа е еден огромен срам од кој ќе треба години и години да се опереме и тоа е еден срам кој на нашиот народ, така го прикажа нашиот народ, една политичка елита која подоцна прва зборуваше за мултикултурализмот. Прва зборуваше за различноста, прва го спроведуваше рамковниот договор, ако сакате. Сега Во тоа време министер беше Фрчковски, ако не се лажам, Да. за внатрешни работи. Да. Истиот човек после знае како смени ставови, знаеш? Све знам ја. Да. Али да ти кажем како звучи сега во моментот, звучиш како Вили Бранд, кога отиде и кој им се поклони на евреите, е така звучи сега, пошто се исправи прво подјебаваше. Ама не, па јас сега за Дуи, после- Добра, да се разбереме. Така прецизирај, кажи За за Дуи. Дуи, а не за Мала Речица. Не за универзитет. Мала Речица е едно село, приградска населба веќе на тето, во која живеат Скоро прекрасни е луѓе. споено веќе со те. Во која живеат прекрасни луѓе кои лично ги познавам и каде што треба да се оддаде почит за нешто што благородно е инициирано во вид на создавање на некаква мене ми е едукативна установа искрено за така описменување на албанците. Еве една порака до и на нашата. крај, ако продолжи овака да јаде бубрези, ќе му опнаме една која пасиев исто. Значи, ќе се вратиме на опнувањето која пасиев, кога сме веќе кај Нобеловците, исто така морам да дам една забелешка. Не може бе ние од кој све стигни да имаме споменик во главниот град на Македонија. Значи, од кој све стигни? Од, не знам, а да немаме од двајца Нобеловци кои потекнуваат од овде. И тоа не е само критика за македонците, тоа е критика и за албанците. Затоа што, знаеш, затоа што кога го гледам оној етнички занес на албанците да се стави споменикот Скендербек, па да се направи мурал со овој, се е тоа во ред. Океј, разбирам. Ама како бе не ви текна на плоштадо неве да речеме кај Мавровка у Чаир, во кај Чаршија да ставите еден споменик од еден од овие двајца Нобеловци. Како не ви текна? Кај живееш у која држава? И едните, и другите, и третите у Македонија, никој не му направи ни мурал, ни бурал, ни споменик, ни плакета, ни табла, ни име, ни презиме не му напиша на Јосип Броз Тито, која потпишал државава. Ало. Добро, има сега пред среднова школа, има споменик. Ма остај ти што имало и порано. Ова е иронија сега. Државата на Тито му направили било како споменик овдека. Па добро, сега он е комуниста, тоталитарен, сега имаме расчистено. Извини, тоталиста и така надале. Тука имаме чиста прича со Нобеловци, знаеш, не можеш да им најдеш забелешки што се физичари, биолози. Ама овој што забелешки ќе му дадеш, потпишал тамо, вика, ало, дај пенкалото. Еве ти пенкалото. Некој не го сака, некој некој го сака, Македонија постои. И ти на Тито не си му направил ни еден споменик. За разлика од научниците, Тито има некаква идеолошка обоеност, ќе се согласим. Во ред, меѓутоа, научниците на научничко место пред Ману. Апсолутно. Пази, кој би било срамотата пред универзитетот? Пред универзитетот, те молам. Меѓутоа, јас многу добро знам што зборам, значи не ми спомнеј споменици, мурали, да се вратиме. Курсе треса. Да резимираме, честит ден
на албанската писменост, се надеваме дека писменоста ќе стигне до Дуи, до штабот на Дуи во Мала Речица, еве, да бидам прецизен. Јас се оградувам тука, не си го право во Дуи, има и тоа. Како писмени луѓе, глупи луѓе, неписмени луѓе не ти го прават тоа како што ти го правеше Дуи. Тоа само писмени луѓе го прават. Има им од Што Дуи... мислиш ти, Артан Груби неписмен е? Писмен дечко, новинар, Бујар доктор Османи по неписмен новинарство. е? За политика, да, за здравство е одлично, веројатно. Не ме молим те, таму имаш ти плејада на дечки кои и тоа како се писмени, управо и то те и кецају. Затоа што се писмени. Има и такви кои Па имаш и ке командант македонците? вентили. Па добро, поиш има македонци во Македонија, токму затоа е кај нас Да, по бројка се повеќе, да се разбереме, но Нема глуп човек у таа исто игра. као 20% од будалите се албанци, 70%, 60% и колку сме таму ние македонците, се македонци. Чекај, ај малку да се насмее, не петочки, по-лефтерно. Да. Имаш 20% будали албанци, така? Да, 20% од будалите се Добро, албанци. а колку се посто од македонците? Па не знам, од вкупниот број на будали или од вкупниот број на македонци? Дај ми цифру, дечко. Не, од што сакаш цифра? Еве, Од вкупниот број? ајде од вкупната бројка. Не знам, не можам тука, немам 70 има? од вкупниот број на будали, Да. значи од сите будали Добро. во државата, би требало 70% да се македонци согласно пописот. Дали тоа ни дава заклучок? Репрезентативно. Дали тоа ни дава заклучок дека македонците се побудали од албанците? Процентуално не се. Питање наградно. Не. Ова е страшна работа. Процентуално не се, Добро. но во вкупниот количник на будали во Македонија имаме ние поголем придонес. Али процентуално тоа е тоа, бројот процентот е ист мање виш, иста клима не имаме. Да, мене Што да тема, правиме? остај народ погрешно ќе не свати, Да. а ние предупредивме Значи, дека ова шегување Во малку и така. апсолутна бројка, да, имаме повеќе будали. Во апсолутна бројка, Добро. но процентуално сме исти. Али тоа не значи дека сте побудали генерално. Не значи не. Дале, сакам да го навлечам, никако да го навлечам. Не. Добро, Не значи. во ред. Мислам дека сме подеднакви. Добро, барабар. Да. Да не беше така, државата немаше Ако биде имате, лако. ако имате забелешки, нели, нашите сограѓани албанци, можеме да направиме и некакво законско решение, нели, за процентот на будали. Може сакате 40% Да донесеме од закон за будали. будалите. Да, може закон за Кога будали. сме да. кај законот за будали, одличен прелаз на наредната тема. Вчера имаше своевиден циркус во собранието на Македонија, кога пратеникот Димитар Апасиев почна, видовме на снимка, значи за почеток, на која се слуша како пратеникот Димитар Апасиев упатува пцовки кон жената на еден пратеник. Кон жена беше или кон... Не, го пцуеше во жена, му вика да ти жената. Тоа е ниско е тоа. Да. Тоа е ниско. Понатаму во неколку наврати и после му рече дека и него сакал да го во уста. Што да е, што е тоа? Да го пенетрира во уста, сега како да кажам, Да изврши полов однос. да изврши, му кажа, сега ова ние културно го кажуваме, А тоа нормално. нежно, законски, со убаво, со арно или да му го начука, како мислам народски. да му го начука, да му го начука, да. Да му го начука. И сакаше да прави нешто со устата на тој пратеник, се закануваше дека ќе се тепа. После тоа Димитар Апасиев излезе на пресконференција и кажа дека таа негова реакција кон сопругата на тој пратеник и кон устата на тој пратеник била поради тоа што тој пратеник претходно него му ја опцил сестрата. И он тука исклучил и го направил тоа што го направил. Но ние сега да бидеме, мора фактографски да кажеме, ние од страна на другиот пратеник не видовме ни една снимка на кое што се слуша како он сака да има некаков однос со сестрата на Апасиев. Тоа не го слуша. Јас не го видов Значи, тоа и покрај тоа што гледав многу снимки. Сите снимки Значи, излегоа, ја ги прегледав ноќеска до касно. Барем не видов Да. дека он насрнува или дека изустува такво нешто. Значи тоа да, не го ја не го видов ни дека уста отвори, така што почитуваната сестра на Димитар Апасиев, ние кои ги проверуваме фактите, не може да кажеме дека некако била загрозена. Ја чак на што било више, каков начин. чак што више не верувам дека сестра му се свиѓа, него така ради реда рекол. Види, ние не слушнавме дека воопшто рекол, станува збор за пратеникот од Кавадарци Зоран Јованчев. Тука Апасиев го нападна подоцна, но овие снимки кои ги видовме
Мора да бидеме искрени од чија уста тие зборови, нели, полови... Евидентен беше Апасиев. Да, значи, Да. половите, како се вика, половите аспирации на Апасиев ги видовме јасно. Значи, Може да замислиш полови аспирации усред парламент. И ова му беше Значи- јако е. Полови аспирации у парламент. во Јако, случајот, јако е. прво беа упатени кон жената на пратеникот, значи беа разнополови релации, хетерополови реации, а потоа кон устата на пратеникот веќе беа истополови релации. Добро, ајде преидеме на сега суштината. тука мора да бидеме ние доследни кон тоа што се случуваше таму. Но Да преидеме устата на од темата која доста- излегоа да. овие истополови и разнополови аспирации е уста на професор универзитетски, лидер на политичка партија која има 6 пратеници и човек кој завршил факултет со 10.00 просек, магистрирал со 10.00 просек, докторирал со 10.00 просек. Значи овој човек се изрази вака. Имаше еден пријател, скоро ми кажа, вика, знаеш што викаше, вика, Маријановиќ, за тие што со сите десетки, што викаше, викам. Па викаше, вика, стварно нешто им фали на тие луѓе. Не може, вика, тебе се да ти лежи, знаеш. Не може да ти лежи и казнено, и граѓанско, и римско, и вакво право, и онакво право, и стопанско, и административно, и политички. Не може, вика, се да ти лежи. Тоа. Ако ти лежи, се тебе нешто ти фали, вика. И очигледно професорот Маријановиќ уште во 90-тите ја дал точната дефиниција. Значи, јас би позборил малку во врска со Ајде. целиот тој филм, али ако ме прекинеш ке ти рипнам како Апасиев, жими се. Не ме прекинуе барем 2-3 минути. Абсурди е да се зборува или да се размислува дека Апасиев е глуп човек. Пази, тој е се, само не е глуп. Тој е хиперинтелигентен човек. Симнувам капа во делот на IQ-то и просекот на интелигенција, апропо едукативноста и така Па кој толку паметен, Но- зашо вакви глупости Ама прави? баш затоа што е паметен, не види зашто. Пази, сите они во левица се свесни дека нивната политика е курац од овце. Дека е не практична за времето. Немој во бе кое овој што термин живееме. се... Добро, така вика народ, бе, не викам ја. Така вика народ, значи јас само користам... Пенис од овце, кажи се. Јас само мандало од овце. Значи, ја само користам фрази што ги користи Нема се. народот. Да, не е моја Се- измишлјотина. Значи, политиката на левица е курац од овце. Завршаваме. Идемо дале. Но, што направи левица во минатиот период, од моментот кога почна да искача, да пушта рогови, да се појавува, да таласа и така натаму. Они го искористија гневот, очајот, незадоволството и бунтовноста на младите. И они се свесни дека политиката која декларираат е неизводлива на терен, барем не ано домини во актуелниот момент. Они се свесни дека назад враќање не може. Они ја продаваат Југославија на народот, затоа што народот е се повеќе и повеќе југоносталгичен, борам за постарите генерации, и они ја фураат приказната на Тито. За сите да има народ, по-популистички здравие. Значи, што сакам да кажам? И они тоа максимално го искористија. Тој гнев за станат популарни. Бунтовноста, која носи младината, средните генерации, па се повеќе постарите генерации, не југоносталгичари, левица, олицетворена со 1, 2 до 3 фаци, успеа да ја купи популарноста со тоа што го кажува што народот го мисли. Едно се желби, друго е реалноста, трето е стварноста, четврто се можностите. Да сето тоа што левица го носи како платформа, како политичка програма се имплементира impossible, perpetuum mobile. Еден пример ќе дадам. Они, еден од елементите, вика, барем едно од државните институции мора да биде чисто државна. Вика, барем едно, вика, еден мобилен оператор мора да биде државен. Барем ова да е државна, за да се грижи за народот. Умре времето во кое што тие државни институции беа амортизер на социјалниот мир.
со преодот во демократијата, со преодот кон поинаквиот модел на економско действување и делување, пазарната економија, се смени, се е чист капитал. Тражили сте, гледајте. Значи, од тој аспект. Идеолошки аспект. Па си глуми Че Гевара. Он сето тоа што го прави свесно. Дечки, он не е глуп. Он го прави тоа свесно затоа што со тоа го оправдува имиджот кој го гради на некој си современ Че Гевара во Македонија. И младинава се пали на тоа. Кој завршиш, кажеме. Да, и тоа не се пали заради тоа што они сметат дека е Апасиев препаметен. Они се палат на тоа дека ете има некој што станува и што им псуе мајка. Да. Димитар Апасиев скоро 15 години. Димитар Апасиев е трубадур. Значи, и неговата политичка појава е трубадурска. Скоро 15 години е на платен список на оваа држава како професор. 15 години. Сега е во Штип, редовен професор. Во овие 15 години професурлук. Добро. Димитар Апасиев има објавено вкупно 0 трудови со меѓународен импакт фактор. Така што, доколку предаваше на било кој универзитет во светот кој во првите 1000, него после 3-та година ќе го разреше. И веќе немаше да биде професор. Ќе го пратеа. Ќе му ја покажа вратата. Значи, не. Он е карика у ланцу. Не сме ние джабе, нема чак ни на 1000-дарката. После 2000 сме. Но, значи, суштината е дека Димитар Апасиев, тој муабет дека он е врвен интелект, дека он е неверојатно писмен, дека он е неверојатно интелектуалец. Тој муабет може да пројде само кај баграта. Кај мене, кој ги следам и Google Scholar, кој следам сите овие платформи за каде што се создава наука, таму Апасиев не постои. Одиме понатаму. Значи Апасиев не е научник. Митот дека Апасиев е научник може само на тој тамошо универзитетот шупата каде што предава и да ги лаже луѓето дека он е некаков интелектуалец. Тоа е прва работа. Втора работа. Јас ќе бидам малку порадикален од тебе. Димитар Апасиев свесно создава политичка секта. Користејќи ги многу тежок збор е да го употребиш политичка секта. Најпотиснатите, значи, најпотиснатите фрустрации во себе. Следејќи ја перцепцијата дека он цел живот е, како цел време он цел време бил обесправен, бил дете на стечајци, не можел да студира, не баре ја шо на лордот Убевци, така. Ама не, сега шо, ти татко ти лорд да не беше, у House of Lords да не беше татко. Беше, криво да не ти. Да не беше фабрикант татко ти, ме разбираш? Или татко ми. Да. Сите ние сме деца на работничката класа. Сите. Никој, колку имало во Македонија, што не биле работничка класа? 1%. Морам да реагирам на еден коментар овдека. Добро. Значи, некој си, Петар Демишковски, вика, пуштете музика, идете у кафана, муабетиве, прајте ги. Пушти си ти музика, шо не слушаш? Шо не си пуштиш ти музика, имаше 2-3 дела па да биде цела, што кој клинац нас не слушаш? Имаш 5 милиони други канали, човече. Ајде, слушај музика. Двојка. Да продолжам понатаму. Димитар Апасиев, во начинот на политичка комуникација, во начинот на односи внатре, пресметки внатре, партиски внатре, покажува тенденција на човек кој сака тотално да ги владее животите на луѓето во неговата партија. Таква тенденција досега е забележена од еден лик во Соединетите Американски држави, се вика Джим Джонс, кој на крај неговата исто ваква левичарска организација на крај се населува во Никарагва, мислам, го прави Джонастаун.
И таму живеат сите левичари во комуна, кој што сака Димитар да живееме сите, и он им кажува: вие двајца може да имате сексуални односи, вие може да имате деца, вие не може да имате деца, тотално им ги управува животите. А Пасиев има таква тенденција кон луѓето. Јас сум разговарал со овие што ги исклучуваше од партии и така натаму, може цела книга да напишем. И сега ќе ви прочитам еден мој пост од вчера. Пред месец дена дознав една информација која до ден денешен не можам да ја сварам. До овој момент не можам да верувам дека левица е таква секта и дека во 2024 година луѓето самите себе си може да се понижат до тоа ниво. Имено, ми сведочија дека Апасиев го натерал еден од пратениците на левица, нема да го именувам кој е, но во јавните настапи најмногу сака да личи на Апасиев. Апасиев тој пратеник го натерал да раскине со неговата долгогодишна девојка, со која дури и планирале брак, живееле заедно, само затоа што девојката на Чоеков во некоја пригода пред сопартици по партиски состанок на вечера кажала дека некој дел од говорот на Апасиев што го држал на тој состанок не и се допаѓа. Ото не кажа за Апасиев, кажа за него што му леби. Значи, не кажала ништо навредливо за него, па и шо и да кажала, голема работа. Само рекла дека тоа и тоа што го кажа Апасиев не ми се допаѓа. По ова, следниот ден, се дешава вечерава. Кој е мулето тука? Некој го искодошил, ја искодошил оваа, исто била членка на партијата, дека кажала вака и вака. Апасиев го повикал тогашниот потенцијален кандидат за пратеник, а сегашен пратеник, и му рекол да бира дали сака да стане пратеник или да остане со тогашната девојка. Верували или не? Идиотот кој сега е пратеник го послушал партискиот лидер и за да не го изгуби пратеничкото место, ја напуштил девојката во чиј стан патем до тогаш живеел, се спакувал и наместо љубов одбрал 2000 евра платеничка плата. Одлично. Ем пари, ем на страна други женски ке се има, сите задоволни, ем шефот му е среќен и ете таков ке ти ја држи државата, ке ти ја води или ке ти практикува политика у Македонија. Замислете какво себе понижување е ова. За девојкава нема да ја споменеме, нормално ние сме воспитани луѓе, значи она очигледно се спасила сега да бидеме реални. Ајде. Куртулила девојката. Да, од таков кретен. Значи, може замислиш кога ја продал сега, како би ја продал после 20 години брак. Значи, за фишек семки би ја она дал. нема шо да жали, реално сега, да бидеме искрени, она е исто така ќарво прича. Сите се ќарво прича, сега да бидеме искрени. Била, освен Македонија. Мери го паметот кога уопште со него се фатила. Абе добро сега, си излажала сега, женски. Да. И ти си лажал женски сега. Па се шо. Ја излажале. Ми сведочели исто дека лудакот во просторија заклучувал луѓе кои нешто некакви одлуки сакале да донесат во партијата, ги заклучувал, дури не ги сменат. Овој пратеников палел записници исто така. Претходно една од своите бивши девојки ја има заклучена на тераса Апасиев. За ова пишувам книга иначе. Значи, што збориш? Да, книгата носи од таму иде на песната и на тераса се вика тераса. Црвената секта, сведоштва за Апасиев. Да видите какво пореметено однесување има тој човек. Видите, се разбереме нешто. Дај бе 20 минути збориш ти. Значи, ја имам право 20% да зборам у емисија по рамковен договор. Па ти збориш многу поише од 20, добро. Добре, али и в Македонија е над 20. Слободно, да. Еве, ова се информација, све е потврдено. Може слободно да ме тужи Апасиев за било што ова што го кажав, јас на суд ќе му донесам сведоци. Значи, ја ги пратам и коментари што ни ги пишуваат децава и луѓево и управо се. Дај вика, заеби вика приватни работи. Не, ова не е приватна работа. Ма него каква работа е? Женската е заклучал на тераса, арно не и правил. Тоа не е приватно, тоа е кривично дело да го направиш. Ма не може. Значи, ова не е ништо од ова не е приватна работа. Да се разбереме, вие во Македонија појма немате што е приватна работа. Имаш и ти јавен обвинител. Имаш и ти доказ? Еве бе, нека ме тужи. Записник дека он ја заклучил женската на тераса. Нека ме тужи бе, нека ме тужи, слободно. На суд ќе донесам сведок на суд кој ќе потврди дека бил заклучен таму. Кој му го чувал клучето од терасата на која што женска му била затворена.
Дайте Може женската заеби ќе приватни работи. Ај малку по-генерално да збориме. Значи, целата плејада за која што разговараме, а под лидерска палка на баш тој што цело време ти го збориш, треба тебе во овој момент да ти гради држава. Ало, момак. Не се ова приватни работи. Ова не се приватни работи. Абе, са, не се... Да им го уредуваш на луѓето животот околу тебе, да им кажуваш со кого да раскинат, со кого да бидат. Тоа не е приватна работа. Ама види како не е приватна работа, бе. Значи он нашол околу себе будали. Не. И си игра дрндупка со Тоа кого се сака, тоа новија се вика отворен газот да бидат пратеници наведување, и спремни се за тоа злоупотреба. што сака да... Дај бе, со едноставен јазик го кажи го тоа. Значи, околу него е собрана плејада луѓе која сака да се афирмира. Како да се афирмира? По стариот рецепт, кој што важи и на сите останати други партии. Тоа значи push in the bush. И кога е push in the bush, зашто тоа не би функционирало во левица? Зашто ти сметаше во другите поголеми партии дека нема пушење? Како нема пушење? Значи, луѓето се спремни се да направат, само да одат напред и да постигнат цели. Како? Цела една плејада од цела Македонија искочи на јавната сцена. Што мислиш ти за тоа што е целата револуционерна, зашто сите се Че Гевара? Не. Свето пушење. Push in the bush, или барем 90%. Зашто на Апасиев не би му го правиле тоа? И он кој гледа султан, паметен, пази, Апасиев не е глуп. Он е само будала. Има разлика измеѓу глуп и будала. Значи, не е глуп, е будала. И сега, зашто он не би го користил тоа? И ја би го правил можда. Може би, и ја би бил исто кој Апасиев. Што направил вчера у собрание? Он само купи поени и уште поише. Пиар. Пази, се дигна толку галама, толку джева да цела Македонија се бајлева, вклучително и нас, зборуваме за Апасиев, алал да му е. Ни отвори уста. Па какви рези или све не сме поминале ни собрание? Што е тоа што не било резил, а што не поминало ни собрание пред нашите очи, што не сме го перцепирали, не било објавено по медиумите, све живо. Сега на некој сестрата ќе му ја поздравил, некој жена му ќе ја поздравил. Не, ја да сум сега пратеничка група на ВМРО, јас секој ден ќе му пцувам сестра. Види, Кај помини замени чим така се ВМРО исклучува. е институција, да се разбереме. Христијан Мицковски вчера искочи толку убаво му даде одговор. Ја немам причина никого да фалам, ниту па ја па некому да пушам. Меѓутоа, алал да му е на Мицковски. Како сето тоа стоистички си го издржа, му даде одговор, му кажа, а ВМРО како такво, не дека нема будали унутре, кај нема. У сите партии има тешки будали. Меѓутоа многу достоинствено го помина сето ова. ВМРО е партија на едината во Македонија. Меѓутоа и треба време, затоа што ВМРО нема алтернатива. Мора да биде конструктивецот, мора да биде таа што ќе понесе Македонија и мора она што веќе Христијан Мицковски, сите го слушаат и гледаат, меѓутоа никој не го поздравува тоа е дека цело време Мицковски работи на некакво сплотување, на заедничка државна политика, на политика на детант помирување меѓу сите, на потекнување на заедничките сили и сите од сите страни тоа му го рушат. И зашто му го рушат? Ево ти га на. Затоа што никој нема алтернатива. Од човек кој е доволно фрустриран, болен, да онака да реагира во собрание. Добро. Може да очекуваш се. Може да очекуваш да убие, може да очекуваш да силува, може да очекуваш да тепа. Кој да нема критериуми, апсолутно. Значи, затоа што првенствено е, јас сум јавна личност 15 години. Мене у животот што све не ми кажале. Никогаш не сум исклучил онака. Ти најголемиот прекршок во твојот живот јавен е што си му рекол на Ристо Диковски, дечко, имаш и ти лекарско. Да. Тоа ти е, значи сега пази, на никој не си му никогаш ти не си исклучил онака. Никогаш. Никогаш. Значи, имаме милион пратеници, политичари, бизнисмени кои секојдневно ги гледаме по медиуми сегде. Една само имам искочено од такт на само вистина. Пази, каде е вистината и може би некого го интересира ова. Зошто прекинав дебата со Филип Петровски, зошто искочив од тамо?
Ја не мислам дека Филип Петровски е Ама не. лош, Ама чекај бе, глуп, ти ваков, не- таков, апсолутен респект кон него како кон интелект и поединец. Меѓутоа, он во дебатата тогаш ми рече: не ве васпитале вашите родители. Безобразно. Прво се обраќа на постар човек, второ, кој клинец мешаш родители, бе, толку многу афери Агим, сум слушал, ама ти- кој ги сипам за твоите родители, има тука 5 дена да правиме муабе. Така да, добро е што така заврши, што Господ ми даде Агим. сила и Агим, ја прекинав Агим, деба. А Агим, иначе, да се никому ни разбереме. мајка сум опсул, ни сестра сум опсул. Да, ја Агим, псујам, да се ама разбереме. генерално. Да се разбереме. Да. Да се разбереме. Да. Ти, тоа што си рекол, ја овде нема што да учествувам со Да. ваква будала и си одам. Тоа Моле лепо. ти имаш право да го направиш тоа. Моле лепо. Ти не си рекол него ни на Филип жена му си ја вмешал, Не, ни не, сестра не, му не, си ја ја не вмешал, мешам ни такви него работи. си сакал да му го во уста нешто да му правиш. Не, не, разбираш? не, не. Значи, ти си Што може уста да се прави? поише работи. Не знам. Брдрзњаку. Како тоа пише? Па добро, јас само го цитирам, го пренесувам Дивали, оно што го туку кажа де вчера презентатив. Апасиев. Јас само тоа го Добре, презентирам. Апасиев бе е шоумен. Не е тоа шоу. Тоа е болест. Значи, шоумен, знаеш што е шоумен е? Ненад Чанак е шоумен. Ки излезе на говорница да се здробиш од смеење. Ненад Чанак Значи, е единствениот човек кој што Значи- збори што на уму, то на друму. Апсолутен респект кон Ненад Чанак. Ја уживам кога го слушам, не поради друго. Поради тоа што типот не калкулира. Еве, Стивен вели, првин ќе се извинам за изразов, ако може во моје име да прашате кој е тој Бу Аш од пратеник што ја оставил женската за да биде пратеник по наредба на неговиот ментор, кој за мене тој подхитно треба да се лекува во духовна болница. Не можам сега да ви открием, прво ради тоа што доколку го открием идентитетот на пратеникот, ја ставам девојката во незгодна позиција. А може не ја и- ни познавам, немам ни намера да го направам. А може тоа. и некој идете из Тамбура на улица. Кој да ми Стамбул? Ало, дечко. Кој може мене да ми Може Стамбул? некој, може брат, може. Ја, например, овој, може оној. Апасиев, големиот тепач, ја на Апасиев можам со една рака да му се тепам. Друга едната вака, врзете ми е со лева, која не ми е нешто Димче, многу го силна слушаш страна. ли ова? Значи, Димче вика дека може да те тепа со една рука. Појави се Димитар јас Апасиев. немам никаква физичка сила, никаква, у живот се немам тепано, не сум ниту вежбам нешто, ниту кикбокс, не знам, но на таков изфрустриран лик со една рака. Ако Не, сака ова и три беше прста, Многу мушки беше ова. значи, Многу мушки никаков беше живот. Па не, пошто нешто се прави многу фрајер. Обраќај до македонската јавност, денеска имаме ексклузивна изјава на господинот Љупчо Златев, кој вели дека може со една рака да го тепа Димитар Апасиев. Димче, ало Димче, орал соко, дали го слушаш ти ова? Со една. Значи, буквално. Без никаков проблем. Ти ќе го јадеш, од кого не знам, дали од Апасиев, дали од овој, дали од она ќе го јадеш. Не се, ја никој што не сум го направил. Иако Кој? не сум коркач, муж Да сум, повикаш? имам железни јајца, тоа да знаете. Ова да повикаш на двобој со една рака. Не бе си будала бетер од него, ева. Зашто? На Не. радио вика ќе го тепам со една рука будала. Ама не, Што ти толку кажам? сака двобој, тоа спортски, со суди, со камери, со све. Сега, видиш ли, докаде одат нештата кога човек е, го спомна Чанак пред, докаде одат нештата кога си неформален, кога зборуваш некалкулативно, кога зборуваш без лакна на јазик и по принципот на што на уму, то на друго. И па ја така Види зборам како се. спонтано јас и ти во оваа емисија дојдовме од една комуникација која дури и смешна. Љупче Чак Норис Вика, Златев. Не. Не. Мене Брус Ли. 99% од слушателите на мојата емисија во сочуење би ме претепале, пошто јас стварно не сум физички силен. А друго нешто би ти Ама правеле? за него со една рака можам. Чекај, би те претепале, а дали нешто друго би ти правеле? Освен да те Што претепат. друго? Се смешка се доле. Знаеш. Не. Одиме, Латентно ќе го направиме уште и LGBT. одиме со кратка пауза на реклами. Иде да попушиме по една, се враќаме. Се враќаме назад во вториот дел во оваа психоанализа. Кратко, Ово пошто утро, Љупчо да. брзо пуши, Да. пуф и однак се вратиме. Ајде. Агим, имам забелешки дури од колегите овде дека еве сум бил премногу радикален кога зборувам за Апасиев. Верувајте, ова е најмалку радикален што можам да бидам. Зошто го тврдам ова?
имам некаков внатрешен порив да се спротиставувам на секој мал Наполеон, на секој мал диктатор. Добро, тоа е на природно, тоа е секој, твојата бунтовност во тебе, и тоа е природно. Не е бунтовност. А Пасиев успеа, пази, да остане во емисија во скоро саат време. Мангупие. А ти можеш се превртеш 3 пати околу себе. Самиот податок дека ние зборуваме за Пасиев цело време, види, значи дека неговиот PR е успешен. И за, ја пак ќе ти кажам, и за Фрицел, Јозеф Фрицел, медиумите зборуваа со месеци. И за Брейвик зборуваа со месеци. И за Джим Джонс, ако сакате овој зборувале на времето и за зборуваа со месеци. Да, зборувале на времето и за Чикатило. Знаеш кој е Чикатило? Не. А да го гледаш тој филм, тој е оној серијски убиец во Русија од тамо негде 50-60 години. Не е Пасиев. Мислам, успеа типот да го задржиме уста цело време. Мислам, не да го задржиме уста, да не биде погрешно разбран. За онакви мали Наполеончиња кои сакаат, кои не вуваат дека ќе бесат луѓе, ќе убиваат луѓе, за такви, ова е најмалку што можам да направам. А верувајте, се што зборувам досега е подкрепено со факти, со сведоштва кои се забележани и ќе биде објавена книга за овој еден ден. Само немам баш време да работам на тоа. Вика, како веќе, Златев, ти си бил многу јак, кај ќе те видам, ќе бегам. Не, значи јас не сум јак. И да бега. Ја не сум јак. Ти не знаеш колку е опасен, но ваши гери ти направи. Физички сум јас за нигде. Но, за вакви фрустрирани типчиња, јас сум подготвен да извадам од пета сила, затоа што оваа тенденција, овој насилен, примитивен однос кон политиката која има овој човек, и се пази згрозени се, јас сум го кажал ова, што не сум кажал ништо, а не се згрозени оној усти што спомнува тамо, жени што спомнува, тоа не се згрозени. Тоа зборува за лицемерието на една групација на луѓе кои се дел од сектата на Апасиев. Ви се што ќе ти кажам ја што ќе ти кажам и поп што ќе отпее тоа е. Ајде попе. Значи Апасиев само повеќе собира следбеници. Зошто е тоа така? Елаборација. Зошто е тоа така? Народот во својата ситост, неможност да казнува, народот во својот очај, во својата разочараност, бараат идоли олицетворени во типови кои пркосат. Пркосот на Апасиев, неговото рипање, неговото мавање по маса со кондура, циркузански ударање печати, ти реков ми рече нешто што народот го бара и го сака. Еден пример ќе ти дам. Тогаш имаме проблем со народот. Имаме проблем, тоа до јаја сме у проблем. Сега еден пример ќе ти кажам тебе. Зошто сум јас, барем по зборувањето на луѓето, интересен за слушање? Затоа што сум бунтовен, пркосен и затоа што сум ашаблонски. Ја ако сакам да кажам дека нешто не ми се допаѓа, потполно свесен за консеквенците, јас имам храброст да кажам, носите се сите у пичку лепу материну. Додека секој нема храброст да го каже тоа. И сега народ вика, браво бе, ги отера сите у пизду материну. Така и Апасиев. Пази, он е свесен дека во поедини моменти е будала, изиграва будала, дека е арлекин, дека изиграва жив бели мајмун, дека изиграва ова или она, али купува луѓе, купува следбеници затоа што имаш огромна маса која сака да го направи истото тоа што го прави и тој. Не дека некој слепо верува во неговата идеологија. Јас преска реков, политиката на левица е курац од овце. Немој бе тој збор да го користиш. Добро бе, извините што спомнав курац. Више не спомнав курац. Значи, немој ке не казнат се. Нема беше ова, имате пари, вие уради ова. А имаме вриеме, да. Али луѓе, ова само го докажува хаосот во државата. Има и во други држави, разни политички делови, партии, подпартии, групи, ти реков ми рече, кои се смешни, радикални, вакви и такви. Меѓутоа не купува толку масовно следбеници. Тоа ти отсликува, тоа е огледалото на државата, на народот, на улица, тој што чека автобус, а нема автобус. И станува Апасиев, вика да вибам сестрата. И он вика, браво бе, ти го кажа тоа што јас сакам да го кажам.
тука се создава еден таков циркулус вициозус, во кој што не знаеш на политичката сцена што да земеш за озбилно, што за озбилно да го земеш и кого да следиш. Една одлична програма која инсталира ВМРО во моментов се загуглува. Зошто? Затоа што дефокусот е на такви будали кој што е Апасиев. Затоа што фокусот не е тоа што Христијан Мицковски цело време повикува на заедништво, ајде луѓе, ајде да спасиме државата, ајде ова, ајде она, него дефокусот е на такви ајвани. Меѓутоа, циркус е тоа, Декамерон, Джовани Бокачо, не знаеш кој кого дупи у филмот. Добро, да се разбереме, ваквото однесување негово, ваквиот негов говор, создава уште еден проблем на општествено ниво. Се извинувам, само Значи, не го обвинувам сега само него. Не трга од поентите да ги афирмира и пофали трите елемента кои што Христијан Мицковски во овој момент алал да му ги направи. Прво го спаси градот Скопје. Второ, значи, никој не зборува за покачувањето на пензиите, никој не кажува за покачувањето на платите во најголема криза и во снаоѓање на државата во тешка дупка оплячкана. Никој не збори за тоа што Христијан Мицковски цело време и покрај се најдостоинствено вели да, и јас ќе ја поддржам Радмила Шекеринска, јас ќе застанам зад нејзи и како држава и како политичка партија, затоа што гордост е. Јас скоро бев пред 2 дена на Белградска телевизија со прашање во врска со Радмила Шекеринска, каков е амбиентот и какви се тие нешто. Прво се разбереме, НАТО не е селска задруга, не е зграда у која што некој бира председател на куќен совет, па и текнал Радмила Шекеринска да ја викне. Не, тоа се години следење, тоа се години анализа, тоа се критериуми кои што треба да бидат исполнети. Тоа се работи лоби групи кои што на некој оваков или онаков интересен круг меѓутоа го прават. Значи Радмила Шекеринска не е случајно заменик генерален секретар на НАТО. И сега ние, наместо сите сплотено да кажеме, срекни сме, што наш човек... Ја прв и честитав на Шекеринска. Значи сега ние, сите, наместо да кажеме, срекни сме... Како да не бидеме срекни? Што ја имаме Шекеринска како заменик генерал на НАТО, ние овдека, мајки, шајки, уште станува она глевица со цел памет, вика, како можете да подержа, о кретено Божие, о Ајване, како да те наречам? Јас со политиките на Радмила Шекеринска и како министер во влада на СДС и како лидер на СДС и во голема мера со голем дел од низините политики имам забелешки на тоа. Но сите имаме, меѓутоа, ова е нешто друго. Остајме. Значи, тоа е прво. Втора работа. Во однос на политичкиот и интелектуалниот капацитет кој го има Радмила Шекеринска, јас ќе кажам греф ако кажам дека Радмила Шекеринска не е интелектуалец, не е хиперобразована, не е хипервмрежена. Значи, Радмила Шекеринска е едно од најобразованите политичари кои имаме во Македонија. Современ политичар на 21 Радмила Шекеринска. Дали ти се свиѓаат нејзините ставови? Не ми се свиѓа. Но Радмила Шекеринска е еден од најписмените, најдобро меѓународно вмрежените, овие втора функција претходно беше подпредседател на Социјалистичката интернационала, каде што нели и не е од вчера во политиката. Не има огромна километража зад себе. Нема некој голем политички скандал, значи нема корупцијски скандал, се извинувам. Има една друга работа. Радмила Шекеринска трпеше за секој трпеше заедничка судбина во СДСМ на имиџот на СДСМ. Што и најдоа кога беше заменик на Заев од ВМРО, тогаш нели праве кампања за корупција, што и најдоа Чамец дека имал маши у Грчка, мислам. Wow, and so what? Да се разбереме. Не, да, ама тоа и најдоа. Значи нема корупцијски скандал. Радмила Шекеринска. Чеки, кој имал мужи? Да. Па имал мужи, нема она. И станот сам на себе си го рентал. Од фирма, неговиот личен стан на фирма и го рентал, голема работа. Тоа е секој паметен човек би го правил. Браво, Бобо. Браво, Бобо, и ја би го правил истото. Сега, Радмила Шекеринска. Да. Не можеш да ја најдеш за ништо од ова забелешка, освен за политичките ставови. И сега доаѓа на една меѓународна функција со која реално може да ја помогне на Македонија. И сега ние од овде
да седнеме и како тетки, прво, да зборуваме против неа, за ова што го добила во негативна смисла, Само ја покажа нашата мизерија. и нашата фрустрација, на дел од овие кои го зборуваат тоа Апсолутно. фрустрација. Нашата мизерија ја покажува, а ја да ги прашам пак се вратиме на левица. Боже, колку актуелни се. Бе, затоа се фраери. Може да се коњи, може да се будали, може да се стока, али се затоа актуелни. Како не сваќате? ама, Се е пиар. Абе добро, И ајде сега, се ја и вратиме. ти сега голи сакаш да се соблечеме и да бидеме најактуелни. Што сега ќе ги мериме на маса? Па ако ајде ако Ама сакаш да радио бидеме не се гледа колкаво е чие. Значи не, суштината е што ти правиш за популарност. Имено. Значи, Имено. порнографија е најгледана содржина на интернет. Имено. Зашо ја и ти не правиме порки туку политички анализи на. Чекај се, порки ќе правиме се на радио, ама знаеш што е најсимптоматично Ќе у тие стекна некој. у тие порно филмови, знаеш што е најсимптоматично? Што? Што ретко кој со кого на крај се зима. Да? Да бе, водат љубов, ама на крај не се зимаат, бе, што така, мајко? Значи, суштината е дека во однос на ова со Шекеринска, луѓе престанете, излезете од селскиот менталитет, излезете од сите ти, подајте рака. Во оваа држава има луѓе, а не кажа бомбона бизнис. Добро бе, голема работа кажала бомбона бизнис, оправдувала политика на владата во која So what? И тоа го коментират лоша типој кој прават политика може би милиони. според вас. Да, бе, значи, но ама луѓе, не е ова тоа. Значи овде сега има она една сосем друга мисија, една сосем друга работа и многу е неблагодарно ние сега од овде да изиграваме фрустрирани тетки. Затоа што мојата држава, мојот народ, јас не сакам да изгледа така. Генетски сме мајмуни сфрустрирани. Не е бе генетски до културата, не е ништо А до културата генетика. од што произлегува? Од- Пази, ние сме Пази, од простотилукот или не простотилукот во од кој што растете. произлегува тоа? Ние сме исконска стока, човече. Исконска беда. Исконски nobody and nothing. Не, немој Значи, сега генетика да мислиш, немој не е така, тоа јево. генетика. Станува збор за нешто сосем друго, станува збор за системски отруени луѓе со лажни пропаганди, лажни вести, лажни идеологии, лажни све, знаеш, ти зимаат основа која е лага и врз база на таа основа база на таа основа градат цел еден систем на вредности. А Имено. Имено, а на тоа се темели 90% од Македонија. На што? На лажни вредности. Добро, но мене мисијата ми е да го рушам тој систем. Ајде, еве ти си Знам, тука, јас сум тука. Тоа е Ти сакаш да го тепаш Опасиев, јас Не, сакам. некам ја да го тепам, ја му нудам на спортски Добро, двобој. ја сакам да ручам со една политичарка која не е битна. Значи И што спортски правиме двобој, сега? спортски двобој, ја едната рака ќе И јас збрзам, најспортски само што? со лева која ми е послаба. Значи, Како ќе бе? Сере, после Господ ќе му биде крив кој ќе го тужат. значи што? Не се. А. За двобој повикување е мушка работа, човече. Добро бе, ја го повикувам на двобој. Пример, руски рулет не би играл со него. Јас го повикувам. Да се утепам за таква будала, не. Чекај, Значи, имаме ли ти и ја онакво да го поканиме во емисијава јавно Димитар Апасиев следниот петок да биде гостин. Што? Да биде гостин следниот петок. Слободно. Значи, еве јас Агим Јонус. Мене двете Го раци канам. држете ми ги, еве, Го за да канам не се како плаши. ко-водител на емисијава. Следниот петок, ако даде Господ, Димитар Апасиев да не биде гостин. Обечаваме, ја обечавам дека ќе го држам Златко, Љупчо Златев, да не го тепа. Ја ќе јадам бурек, а Апасиев ќе јаде класика, кој што си јаде, значи, симит погача со јогурт. И ајде да направиме една емисија без ракавици следниот петок. Диме Апасиев, алеа јакта ест, коцката е фрлена, ракавицата е фрлена. Повели следниот петок у емисија овдека, па ком цура кому панци. Може ли така? И обечај дека нема да пчуеш сестра, пошто сум многу сензитивен и ја не сум оној од ВМРО, ја ударам одма. Види, прво, окей, нема никаков проблем да го угостиме господинот Апасиев, ќе треба да одговори прашање за прво нешто прашање. Каков представник на работничката класа си ти кога твојата сопруга има на LinkedIn објавено дека поседува фабрика за чевли, која ние проверивме, да, која практично ние проверивме давала плати од 12.000 денари на времето. Јас ќе поставам многу по-просто прашање. Каков си ти представник на работничката класа? Второ,
кој фамилиарно поседуваш фабрика, човече. Втората прашање кое би му го поставил на Апасиев да одговори е како тоа неговиот пратеник Хактан Исмаил е дел од работничката класа, кога исто така семејството негово поседува милионска компанија. Би го прашал, чекај. се приватни прашања, не е приватно прашање. Не класично македонче. Ти си ме нервираш. напатена душа од работничката класа, а ти на работничката класа си даваш 12.000 денара пензија. Во оваа фирма тука под 500 евра скоро никој од вработените. Лепи, немој да мислиш дека не би дал поише кога би можел. Такви се фирмите. Ова е приватна работа, не биде класична. Ја би го прашал вак. Ја би рекол, окей, Димитраки, Зошто немаш ни еден труд со импакт фактор? Тоа е едно. Друго, ја би го прашал, Димитраки, зашто имам необориво чувство дека си тежок албанофоб? Ама ќе рече, ама не, кој ја, има бил парфи, имам ова, имам она. Не. Зашто имам такав утисак? Значи, ја не тврдам дека си албанофоб, ама имам таков впечаток. Ајде, демистифицирај го. За мене го имаш тој впечаток? И молам? За мене тој впечаток го имаш? Не, за тебе имам друг впечаток, меѓутоа ако ти угасиме светло. Леле, ова беше многу педерски од моја страна. Не, скаја да е. Значи, да се разбереме. Има многу елементи кои се парадокс. Ајде да се тепаме со парадоксите. Ајде да ги расчлениме, да ги изанализираме, да ги доведеме нештата на свое место. Не дека ќе смениме стварност, меѓутоа, јас милион пати до сега сум повикувал на една ваква работа. Еве јас, Агим Јонус, скопјанец, албанец, граѓанин на Република Македонија. Скопјанец, после си албанец, а? Але тешка будала. Значи, јавно сум повикувал и ќе повикам. Единственото решение за ова наша убава држава Македонија, за мене никад северна, која јас лично си ја свакам и не сметам дека е греф. Како да поработиме на незе да тргне миц по миц барем малку напред? Само вака може, со отворен разговор, секако нема да се пцуеме, тоа се примитивизми на кои што ние градиме некаков имидж, веројатно, и тераме се у пичку матерни, затоа сме интересантни. Меѓутоа, да се разбереме, ајде отворено да зборуваме. Ајде, ако веќе сметаме дека треба да одиме напред, можеме напред само со ачик муабет, да седнеме, па ти, мене една, ја тебе. Не можеш ти да правиш ачик муабет со него, прво не сака да прави ачик муабет. За да правиш ачик муабет, треба да бидеш еснав. Па нек се насен да упиздума шовара се насен. Сега вака. За да правиш ачик муабет, да седнеш со некој да правиш ачик муабет за политика, за правда, за живот, за свет, треба да бидеш еснав човек. Знаеш? Да го имам. Ја и ти со сите наши мани што ги имаме во животот, и 20-та сме еснави. Знаеш, Машка уба и деца. Еснав човек, тоа е. Треба да имаш вредност, поштовање кон постари, поштовање кон туѓото мислење, некомерционално е тоа. Да, он нема ништо од ова. Ме разбираш? Он нема ништо од ова. Он е само фрустрирано детенце од Велес, кој мисли дека него системот го обесправил, со се испод тоа он да ни владее нас на сите со животите. Тоа е суштината со него. Да неговиот поглед кон светот е дека он треба на сите одоколу да им ги владее животите, да им дава или да им зима да јадат, да им дава или да зима со кого да бидат, што да прават, како да се смеат, какви шеги да имаат. Знаеш, онако Сталин за виц која иделе у затвор. Тоа е неговата идеологија, како да се разбереме. И сега, знаеш како? Со тој поглед на светот, со тој светоглед што тој го има, кој е ваков. Он би не стрелал за виц, кажам. Еве, за наша емисија, наш би не утепал. За мене што сакаш, кажи, јас гајле ми е. Не, баш убаво ти посакувам. Да не види директно, не му да му се обратиме, зашто може да не тужи, будала е тој. Значи, на сите оние кои што така мислат да не го причат петето. Може да не тужи, будала е тој. Што го кажа дека е будала, и вика може да не тужи. Не, за ова следново што го реков, сите оние што така мислат да не го бричат петлето. Многу правно
Многу правно непознавање, викаш, кажеш дека е будала, викаш дека можна да те тужи, Добре, може да дека те тужи, пушти па си дупла рекол дека е тужба, што го будала. вртиш. Значи, але јакта е, Димитар Апасиев повели следниот петок у емисија. Нечемо ти ништа обечавам, кеве ми, барем ја нечо, али ма си кажам што мислам. Љупчо Златев, не гарантирам дека нема да те тепа со една рака, пошто се курчи, али Со малото прсте, вака. наградно прашање Значи, наградно прашање до следниот петок. Димитар Апасиев, имаш ли јајца да дојдеш у емисија? знаеш ли зашто сум најсреќен? А. Најсреќен сум затоа што знам дека Димитар Апасиев ќе гледа оваа емисија и ќе пршти од нервоза и ќе излегуваат од него уште поголеми фрустрации. Може само Значи, да, може само да нам прдне под прозор. пресреќен сум Да, поради тоа. да, Знаеш, да. Пресреќен. Иако јас со него Ја, не сум например, имал контакти, со неговите ми задоволство би пиел кафе со него. Значи, Ама под услов да тоа не биде непријателска дискусија. Значи, еве, бивша членка на Левица Живанка Морис вели, пуштете му ги прашањата, ако му одговараат и му служат за пиар, може и да одговори, другачи е тешко да ви дојде во студио. Таа го знае многу подобро од нас. Живанче, Веројатно. Живанче, ако не слушаш, а не слушаш, што мислиш, дали Димитар Апасиев има јајца да дојде у емисијава? Нема. Нема. Еба, ајде да покаже дека има. Еве, Што силата правиме? на Апасиев нека покаже. Ајде видиме. Може да не понижи овде интелектуално, да бидеме лигуши најголеме јајти. Он. А? Па ќе земам, ќе се убијам. Ајде, молим те. Може да не понижи Во делот на познавањето на правната материја, јас може најпонизно да молчам и да слушам од него. Факт, не смееме да го нихилизираме типот. Иако Во нема делот- ни објавено ниту еден тручен Во делот на науката, во делот на неговиот статус како професор, иако- лично него и неговото семејство апсолутен респект. Јас немам ништо приватно со Димитар Апасиев. Зборуваме за една политичка појава, зборуваме за едно политичко дејствување, зборуваме за некакви ситници, детали од секојдневието кои ја разборкуваат и јавноста. Значи, приватниот Димитар Апасиев, апсолутен респект и на страна. Зборуваме за Апасиев и политиката во Македонија и сликата која се создава. Еве, Живанка вика нема да дојде Апасиев. Ај се Джабе се надате, вика, а Вики Петровска, очигледно поддржувачка на Апасиев, вели, ќе ви изненади, ќе прифати и ќе дојде, се гледаме, ќе дојди. Значи, наградно прашање до двете нив. Едната тврди дека он има јајца, а другата тврди дека нема. Testicle. Ајде, Значи- дојди и покажи се дека имаш јајца следниот петок. Почитувани слушатели, ова беше петочкото издание на Утринско еспресо за Радио Лидер. Очигледно излеговме од контрола со Агим ова утро, но тоа не значи дека не уживавте додека не слушате и дека нема да уживате доколку не слушате повторно во понеделник. Останете со 90. Чек, бе, ја имам 20% да учествувам, морам. Чекај. Кој 20%? Значи, луѓе, петак е. А што е петак? Петак е дан за метак. Ајде, Гитла. Агим, тебе може секој ден да ти биде дан за метак. На двојцата. Останете со нас. Поздрав!